Предвидената изградба на 3 стамбено-деловни објекти во населбата Дуизлак во Штип ќе ги решат и клучните проблеми на граѓаните од оваа населба. Тука граѓаните имаат големи проблеми бидејќи немаат аптеки, банка, супермаркети и класичен зелен пазар. Станува збор за парцела која што моментално е неурбанизирана, е на површина од 3000 метри квадратни и се протега помеѓу населбата Сончев град и паркот на Фармација. Не станува збор за уништување на зелени површини и веќе постоечки парковни површини, туку за површина која што не е урбанизирана, која што според деталниот урбанистички план предвидува изградба на еден ваков модерен комплекс кој што е потреба и барање на жителите од населба Дузлак. За да можат жителите на населба Дузлак да добијат соодветни содржини, како што се поголеми деловни простории, маркети, аптеки, нешто кое што е потреба на 21. век. До сега интерес од трговците за ова немаше, но изградбата на стамбените објекти ја отвара таа можност. За граѓаните намерата на градоначалникот е добра. Зашо да не треба? Се треба. Се треба. Се си треба. Меѓутоа, народот, децата, вие младите избегати. Што ќе правиме ние старите само? Но за тоа треба аптекичка поблиско тука да биде банка. Такво нешто. Пак треба како не треба. Голема населба за да апче треба да оди у центар. Добро е ова. Па добро е што. Добро ли е тоа за населбата? Да, да. Требаше ли да се изгради такво нешто? Требаше, да. Аптека, градинка. Освен решавањето на овие проблеми, штипскиот градоначалник ветува и санирање на други проблеми кои со години биле актуелни, но досега не се решени. Освен оваа парцела, во населба Дузлак во периодот кој што следи, ќе се реконструираат неколку улици, како што е улица Скопска, улица Свети Николска, улица Белградска, а исто така паркот на Фармација ќе добие нови содржини, детски и спортски содржини, кои што се надевам дека ќе ги користат сите генерации од најмлади до невозрастни. Населбата Дуизлак е една од најубавите, но и најоддалечените населби, што за нив долг период наназад се покажа како голем проблем.